Предвремениот старт на ловната сезона која лани започна во септември календарски треба да заврши на 31 јануари. Меѓутоа на нешто повеќе од 20 на дена пред истекот на термините, ниту здруженијата, ниту ловците знаат дали на крајот на месецот ќе запрат ловните активности. Особено не се знае дали и што ќе се преземе во критичните реони, каков што е Осоговскиот, каде беше прогласен санитарен отстрел на диви свињи поради расширеноста на африканската чума. Од друга страна, иако ловната сезона привршува, меѓу ловците останаа нерасчистени многу недоречености и контроверзи токму околу африканската чума, терените на расширеноста и предизвиканите штети врз дивечот. Искусни ловци во едни реони тврдат дека се откриени заболени и угинати животни, но во други дека не наишли на никаков трак од штети од опасната болест за овој вид дивеч. Карактеристичен е случајот со терените околу Јастребник, Бабиште и другите населени места, каде ловците велат дека нема траги ниту од здрави, ниту од угинати животни. Друг нелогичен момент е што во пресечкиот реон и пошироко интензивно се лови овој дивеч, при што нема информација колку примероци биле откриени како заболени. Ловците велат, ако болеста толку е расширена, досега некој во државата ќе соопштеше дека се потврдени десетици или стотици случаи. Освен тоа, нелогично е ловците да ловат и по 4 дена во неделата само за да отстрелат заболени животни. И што е уште почудно, цела есен и зима болеста остана во овој релативно тесен реон, а околу него дивечот е здрав. Како и да е, наскоро треба да се дефинираат неопходните мерки кои Агенцијата за храна и ветеринарство ќе ги предложи од аспект на продолжување на ловната сезона или пак целосен ловостој, бидејќи престои период на размножување кај дивечот.